поради мали технички проблеми со Zoom платформата. Телефонски го вклучувам Божидар Врлаковски од Софија, од бугарската престолнина. Добро утро, Божидар. Добро утро и вас. Такви се новите технологии, понекогаш се е во ред, а понекогаш се случуваат непредвидени работи, затоа вклучување за жал без видео, само со тон. Те повикав утринава да поразговараме за актуелните политички случувања, за нашиот спор со Бугарија, но пред да преминеме на тоа, прво мора да те прашам, бидејќи се уште е активен пописот на диаспората, како тече пописот во Бугарија, дали се попиша ти, дали се попиша македонците кои ги познаваш? Јас со сигурност се попишав уште вториот ден. Дури, како да кажем, препорачав и на мои познати и блиски кои живеат тука да го направат истото. На некој не им беше јасно како тоа може да се случи онлайн, па си помагавме. Така, Божидар, многу настани се случуваат, речиси секојдневно на релација Скопје-Софија, има одредени преписки, нашата страна се обидува да го реши спорот, но еве ние новинарите, барем дел од оние настани во Бугарија, може би ги толкуваме малку и како провокација. Пред се мислам на свекувањето на Советот за безбедност. Какви се коментарите во јавноста по овој совет, бидејќи овде кај нас веќе имаше и реакција од председателот Пендаровски, кој малку ги обвини бугарската страна дека сака да се меша во внатрешните работи на нашата држава? Па, не, како да ви кажам, потегот кој го направи бугарскиот председател Румен Радев, за мене не е ништо повеќе од предизборна кампања. Затоа што според моите познавања на овдешниот систем, таквите служби се подчинети на премиерот на државата и председателот нема команд на власт врз нив. Така што тоа може да се толкува само како еден брифинг, како едно просто кажано испиено кафе. Бугарскиот председател може да се интересира за бугарските граѓани надвор од Бугарија, но нема никаква моќ да дава овластување на разузнавачките служби да делуваат надвор од Бугарија. Па дури и тука, затоа што тие се како да кажем, подчинети на премиерот. Но да кажем дека јас сум грешка, дека тоа може и да е редовна практика во Бугарија, сепак таквото јавно дефиле на средбата на председателот со разузнавачите не е ништо друго освен пиар кампања пред предстојните парламентарни избори, кои со сигурност дека ќе рефлектираат и големо влијание и на председателските за кои Радев претендира за втор мандат. Друго, и во овој случај, како и невообичаено досега тивкиот за македонското прашање Радев ја фрли Македонија во дневно-политичка риторика, затоа што тука веќе се покажа дека Македонија е солидно топовско месо за добивање на ефтини политички поени. И бугарскиот политички естаблишмент, особено после подпишувањето на договорот за добрососедство и пријателство, некако многу често ја зема таа карта, игра на картата на Македонија пред своите избирачи тука. Сепак таквиот мисионерски комплекс според мене на коалиционите патриоти во бугарската влада да ја избават во наводници Македонија од српското влијание и да ја вратат пак во наводници на својот Сан Стефански според нив корен, се покажува како голем залак, како за Бугарија, така и за европските партнери кои немаат никаков фаберска за каков контекст на проблемот станува збор. Затоа и толку тешко Бугарија да го објасни за својот ново настанат анимозитет кон актуелната Македонија, им предвид кон владата во Македонија. Така што според мене во овој тек на станите
И ова е епизода на председателот Радев за наводна загриженост за животот и безбедноста на бугарските граѓани или граѓаните со бугарско самочувствие, како што викаат тука по Македонија, сепак ќе се размие со првиот постизборен мамурлук, би кажал. Божидар, Дојче Веле го пренесува интервјуто на поранешниот председател на Бугарија, Росен Плевнелиев, интервју дадено за БГНЕС, во кој што тој вели решението е едноставно. Не оспоруваме идентитет, не оспоруваме јазик, не оспоруваме вашата државност, но сакаме гаранции дека ќе бидеме добри соседи, бидејќи добрососедството е вредност во Европската Унија. Ние сакаме гаранции за владење на правото, бидејќи двата договори досега не успеа. Или тие гаранции ќе дојдат од Република Северна Македонија со одредена надградба на постојниот договор, или тие гаранции може да дојдат од Европската комисија. Божидар, што всушност бара Бугарија од нас? Ако велат дека не оспоруваат сето она кое што во јавноста досега тврдеа дека го оспоруваат, што е она што го бара Бугарија, а е надвор од Европска унија, бидејќи владење на правото е услов кој го бара Европска унија, затоа нема потреба Бугарија да ни прави дополнителна пречка. Видете, како да ви кажам, значи и веќе подпишаниот договор за добрососедство е еден вид на гаранција. И сега ако ги анулираме сите тие гаранции, ако ги превидуваме, тогаш не гледам која е логиката да се подпишуваат анекси, да се прават нови договори. Нема таква гаранција која ќе задоволи бугарската страна. Тие, колку јас сум запознат со случајот, тие сакаат автентично толкување на историјата, но по нивни рецепти. Тоа е единственото нешто за кое се води целиот спор, и мислам дека е малку погрешно да се градат билатерални односи меѓу две сепак толку блиски држави на таков, да кажем, чисто академски спор. Значи тоа не води добро не води кон добри резултати ни кон економска соработка, ни кон културна соработка, ниту кон размена на било какви позитивни искуства кои треба сепак да не направат ем подобри соседи, ем да имаме така да кажем печалба од таа соработка. Да, но во насока на добрососедските односи не ги праќате службите да оперираат во туѓа држава, ако веќе сакате навистина да градите. Тоа се спреќањето на службите, ви кажа веќе председателот нема такви ингеренции да прати служби, тоа може да го направи премиерот. Сепак тоа беше искористено како една пиар кампања која пред се насочена за домашната публика. Затоа што Радев претендира за втори мандат, покрај тоа тој сепак е од кадар на опозицијската коалиција партија тука на БСП, и тоа истовремено се користи како момент за ослабување на позициите на ГЕРБ и на Бојко Борисов на предстојните избори оваа пролет. Божидар, како дел од овие македонско-бугарски напори за надминување на овој спор, освен стандардната комисија за историски прашања, која расправа за историските личности, се прават напори на многу полиња за да се постигне некакво помирување помеѓу Македонија и Бугарија. Во таа насока беше договорено и емитување на двата национални сервиси, поточно на бугарскиот овде, а на македонската радиотелевизија во Бугарија. Сега бугарскиот радиодифузер почна да зрачи и во Македонија, но дали МТВ почна да зрачи во Софија? Колку што ја знам, се уште нема МТВ во бугарскиот. Има ли најави кога тоа би можело да се случи, бидејќи немам такви информации, колку што сум запознат, колку што сум во текст со настаните, за сега нема такво нешто. Божидар, може би се некои во преговори во тек, но не сум запознат со такви детали.
Божидар, ќе не алармираш, ќе не известиш кога тоа ќе се случи, а секако ќе го искористиме твојот престој во Софија да те побараме повторно во утрински брифинг, бидејќи овде нема да запрат темите поврзани со Бугарија, особено затоа што сега и таму се ближат избори, и според мене тие теми допрва ќе стануваат тежешки. Спорот е и далеко од решавање. Како што кажав, на неколку фронтови се води таа битка. Божидар Барлаковски, благодарам што беше дел од денешниот утрински брифинг.